Почитувани сограѓани, работата која носи подобро е наша главна одлика. Работата е она што не прави поразлични од нашите политички опоненти и работата е она што ја движи земјата напред и ги штити нејзините интереси. Голем број градоначалници на ВМРО ДПМН во изминатиот период ја имаа честа преку напорна работа да оправдаат довербата дадена од граѓаните и да ги водат по големиот број на општини во Република Македонија. На некој нив тоа им беше прва служба кон народот, некои пак тоа го правеа по втори или трет пат. Независно од времето поминато на чело на секој од општините, сите имаа сработено значителен број на проекти и инвестиции. Сите имаа реализирано огромен дел од своите ветувања дадени пред народот и во корист на народот. Посветени одговорно, нашите градоначалници вложуваа максимален труд, знаење и способност за да оправдаат довербата дадена со мандатот од вас, нашите гласачи и луѓето кои ја ценат нашата работа, посветеност и достоинство. ВМРО ДПМН како одговорна и транспарентна политичка партија секогаш излегува со отчет пред народот за сработеното, со детален извештај што, како и за колку пари е сработено. Во престојниот период сите градоначалници од ВМРО ДПМН ќе го представат отчетот за својата работа и тој ќе биде поделен во секое семејство, во секој дом, достапен за секого и во хартиена и во електронска форма. Нашиот отчет е наша гордост, доказ за нашата работа, посветеност и евиденција како биле инвестирани народните пари. Работата и отчетноста секогаш биле одлики на ВМРО ДПМН. Низ нашата работа и посветеност допринесовме за подобра локална самоуправа, за подобри улици, патишта, булевари, канализациони мрежи, училишта, градинки, спортски сали, паркови, локални индустријски зони и многу други проекти. Нашата работа е таа која носи подобар живот во Македонија, подобар живот и подобринина. Како и на сите изборни циклуси досега, така и сега кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМН на овие локални избори ќе излезат со реална програма, исполнета со прецизни рокови, детали и потребни средства за реализација на она што ќе ви го ветиме и она за што ќе ни ја дадете довербата. Вие добро знаете дека ВМРО ДПМН е партија која се стои на зборот. Партија која она што ќе го вети, ќе го реализира. Речено сторено или ветено сработено. Сето тоа сме се избориле да важи кога станува збор за дадениот збор на ВМРО ДПМН. Работата која носи подобро е наш подпис и наш залог за ваша доверба. Во општините кои одбра градоначалникот ВМРО ДПМН реализирани се преку 10.359 проекти од инфраструктурата, образованието, индустријата, спортот, секојдневниот живот. Сите скоро 10.359 проекти се имаат своја собствена и посебна важност за местото во кое се спроведува. Секоја општина е посебна приказна за себе. Некои ги затегнавме во полоша состојба, некои ги доведовме на многу пристојно ниво и нивниот развој продолжи. Некаде беше приоритет да се направи канализација, но некаде сосема нормално е нашите градоначалници да градат училишта, индустријски зони и големи булевари. Но и таму, во најмалите општини, каде што се започнало најбазичното од најситните проекти, па се до големите градови каде што се реализирале на вистина крупни капитални проекти, секој еден градоначалник од ВМРО ДПМН работел напорно и посветено за да одговори на ветувањето кое го дал пред граѓаните, пред себе и пред имиџот на партијата. Да, кој работи и греши, но кој постојано и напорно работи, секогаш ќе направи пат и ќе стори добро за себе и за граѓаните кои му ја дале довербата. Такви се, почитувани сограѓани, градоначалниците на ВМРО ДПМН. И за тоа говорат фактите. Решавајќи ги инфраструктурните и комуналните проблеми на граѓаните, градоначалниците од ВМРО ДПМН во своите општини изградија и реконструира преку 2170 улици и патишта, односно беше поставен преку 1750 км нов асфалт. Се заменија или поставија нови водоводни и канализациони мрежи во должина од 700 км, а во вредност од преку 68 милиони евра. Во соработка со владата во општините каде што градоначалниците се од ВМРО ДПМН во изминатите 4 години се изградија 33 нови основни и средни училишта, а се реконструира преку 290. Се водеше особена сметка за згрижување и нега на најмалите, па за таа цел беа изградени 28 нови градинки, а се реконструира преку 85. Напредокот во спортот и создавањето максимални услови за спорт секогаш биле на високото место на листата на наши приоритети.
Општините предводени од ВМРО ДПМН имаат изградено 24 спортски сали и 399 повеќе наменски игралишта низ цела Македонија. Се посвети солидна количина внимание и на изгледот на просторот кој граѓаните секојдневно го користат, па градоначалниците на ВМРО ДПМН низ целата држава изградија или оформија 57 плоштади и 142 паркови. Или поконкретно, еве само дел од поголемите проекти во некои од општините во Република Македонија. Во градот Скопје се случи навистина револуција во сообраќајната инфраструктура. Се изградија 8 кружни тека, се реконструира булеварите Илинденска, метрополите Теодоси Гологанов, Србија, Трета македонска бригада и Борис Трајковски. Општина Аеродром пак изгради 3 нови градинки, поголем број на паркови, едно ново изградено основно училиште. Се градеше и во општина Битола. Реконструирана е спортската сала Младост, изградено е киното Манаки, индустријската зона Жабени, изграден е нов мост на реката Драгор. Општина Охрид пак изгради нова пешачка патека од каналот Студенчишта до хотелот Парк, 4 нови кружни текови, како и нов плоштад. Во Прилеп е направена нова автобуска станица, градски пазар, комплетно е реконструирана железничката станица. Во Велес се изгради индустријска зона Караслари. Изградени се неколку нови паркови, извршено е хортикултурно уредување на туристичкиот локалитет Езерото Младост. Во општина Кавадарци пак се изгради нов систем за водоснабдување, во вкупна вредност од преку 2,5 милиони евра. Изградена е нова катна гаража со 89 паркинг места. Кеј на реката Лудамара во должина од 1500 метри и нов градски плоштад. Во општина Гевгелија се изгради нов градски пазар, нова автобуска станица, како и нова пречистителна станица за фекални води. Во општина Неготино пак е заменета водоводната мрежа во должина од 8 км, како изграден е нов резервоар за пиење во Тимјаник. Во општина Кисела Вода се изгради нова градинка, како и 2 нови училишни објекти. Исто така заменета е фекалната и атмосферската канализација во многу населени места. Во општина Бутал се изгради основното училиште Живко Брајковски, а се реконструира 6 основни училишта, нова детска градинка во Радишани и нова спортска сала во Љубанци. Општина Штип пак целосно го уреди коритото на река Отиња. Се изгради и реконструира 150 улици и патишта низ Штип, како и новата пешачка зона од населбата Ново село до населбата Балканска. Во општина Гази Баба пак се изгради ново основно училиште, како и нова детска градинка, нова спортска сала се изгради во Ченто. Ова е само дел од сето она што е сработено во изминатите 4 години од страна на градоначалниците на ВМРО ДПМН. Дел кој е сосема доволен за да застанеме повторно пред вас со дигната глава и пуштена рака, како знак на довербата која ја оправдуваме и која ќе ја побараме за следниот мандат, а ќе се обидеме да ја оправдаме во иднина. ВМРО ДПМН и на 15 октомври пред вас ќе излезе со конкретна програма, со детални рокови и потребни средства за нејзина реализација. Некаде тоа е програма која покрива многу потреби и решава многу проблеми на граѓаните. Некаде предвидува унапредување на досега постигнатото и подигнување на нивото на општините на една сосема нова димензија. ВМРО ДПМН има конкретни решенија и понуда за сите реални потреби на граѓаните и како и досега, така и одсега продолжуваме напред со граѓанинот на прво место. Кога велиме граѓанинот, мислиме на секој жител на Република Македонија, независно неговото политичко, верско или етничко потекло. Нашата работа, нашата напорна работа и заложби за реализација на проектите и мерките кои ќе бидат реализирани во престојниот период, во местата каде ВМРО ДПМН ќе ја добие довербата, ќе бидат дела создадени за доброто на граѓаните. Сите вие знаете како работи ВМРО ДПМН, а како Социјалдемократскиот сојуз. И сите вие имате јасна представа кој може најдобро да сработи и да се грижи за потребите и побарувањата на граѓаните и за решавање на проблемите во вашето населено место. А сите сте исто така многу свесни кој умел да води грижа и за националните интереси и за кондицијата на државата, а кој започна да ја распродава за неполни 3 месеци власт. Овој ужас кој се слушува на нашата татковина можете да го запрете вие, со пенкалото во рака на 15 октомври.
15 октомври, почитувани сограѓани, е денот кога ве повикуваме во огромен број, во сите населени места, да ја дадете поддршката за кандидатите градоначалници и советнички листи од ВМРО, ДПМН и коалицијата и да им кажете на оние кои што решиле да се коцкаат со националните интереси на татковината, каде им е местото. И какво е казнато народот за таквите несовесни, неодговорни и неспособни политичари кои наместо работа и напредок носат хаос и на нив не можете да се потпрете. Ние во ВМРО ДПМН со граѓаните на избори секогаш сме имале однос на цврста доверба, проверен и докажан низ годините. Па така силно сме убедени дека нашите граѓани ќе кажат да за труд и посветеност, да за работа која носи подобро, да за заштита на националните интереси на нашата татковина, да за довербата кон ВМРО, ДПМН и коалицијата и резултатите кои се видливи и наш заштитен знак. Ви благодарам на вниманието.